Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Футуристички дечко. На 98,1 FM. Ова е новиот наслов на емисијата Футуристички дечко. Да, пучени од мојата драга професорка Ана Чупевска, која вчера го искористи овој термин за Илон Маск. Односно дека верувала дека е футуристички дечко, ама веќе не го дели тој став. Драган, јас себе се доживувам као футуристички дечко. Сега не знам кои се условите. Имам смартвоч, имам паметен звучник, имам ова као се вика, користам Twitter, Facebook, Instagram, имам смартфон. Не, ти си враќање од денината, ти си класика. Ми фали уште електричен автомобил за да бидам целосен футуристички дечко. Еве, можете, доколку не гледате на YouTube, има тоа како се викаше Супер Тенкс, нешто така, да ни донирате од странство за да станам целосно футуристички дечко, да си купам електричен автомобил. Теслица? Добро утро и од мене, јас сум Драган Милосављевиќ, футуристички дечко број 2. Во заминување. Бивши, некогаш футуристички дечко. Некогаш футуристички дечко во дожливо скопско утро. Прекрасно дожливо скопско утро. Ја уживам во ова време. Мене ова време ми е... Јас не морам да признам, мене ми се приспива, меѓутоа ова утро ќе ве разбудиме секако јас, Лјупчо Златев и нашиот, ќе рече вечерашен не, утрински гостин, политикологот Милан Стефановски. Добро утро, Мила. Добро утро на вас и да гледачите. Слушателите, што и да се, да. љубителите и неколку Добро навика дека со гостување на телевизија. Најчесто е навечер. Добро, ние сме радио со гледачи. Значи не сгреши. Да, имаме и гледачи, имаме и слушатели. Поздрав до сите. Милан, се доживувате ли како футуристички дечко? Кои се критериумите, вие ги спомнавте тука, делумно можем јас да се пронедам, значи футуристички дечко број 3. Инаку, чисто да кажам, лицето Златев Лјупчо, вчера ја испофали неговата поранешна професорка за настапот, а потоа следеа и поздрави од господинот Рубен Земан на истиот профил, така што мислам дека се види тука една кохезија, би рекол. Ја кажав дека синергија, да. Реално Ана Чупевска може да има блескава медиумска кариера, не сум циничен за ова. Јас би бил продуцент на нејзин подкаст без никаков проблем, одма имаме идеја за шоуто, би се викало Футуристичка женска. Греото е овој талент да биде заробен во партиско-политички глупости од типот како гласала Македонија во Обединети нации. Да, ограничувања непотребни, јас се согласувам. Мислам дека тие бариери треба да се тргнат, затоа што харизмата очигледно постои, острумноста очигледно постои и аргументацијата очигледно постои. Само што не е за партија, туку за еден многу повозвишен формат од се тоа. 8 секунди пауза. Морам да признам дека се согласувам со лицето Златев Лјупчо, но овдека сакаме да разговараме за нешто сериозно. Ајде да бидеме озбилни. Да. Да не бидеме футуристички дечки. Футуристички дечки. Милан Стефановски во последно време ќе зборуваме на ти, може? Да. Бидејќи се познаваме подолго време, прилично си активен на јавната сцена. Самиот велиш дури и премногу, меѓутоа не можевме да одолееме да не те поканиме ова утро, затоа што навистина се случуваат толку многу настани на дневна основа, пред се изборува на меѓународната сцена, кои што едноставно не дозволува да не бидат искоментирани, затоа што промената која што се случува константно не носи во некои правци кои што навистина се чини до сега не се случиле. Да, се согласувам. Да, бидете, честината во медиумскиот дискурс, или јавниот дискурс е присутна. Моето присуство практично е заради тоа што не сакав да го оставам овој простор медиумски на луѓе кои имаат прво партиска агенда да минимизираат успех во дипломатијата, второ да ги тие догми во надворешната политика да ги
не постојат после одредени околности во глобалниот план, посебно со последните случувања, така да се согласувам со вас, кога имате што да кажете, треба нели да го кажете, посебно во период каде што пребрзо се случуваат некои промени и на светската цена и во македонската политика домашна и надворешна. Така да ми било чест тука што сум да коментираме тоа во формат каде што вие ќе... Милан, утре има историска средба помеѓу Доналд Трамп и Володимир Зеленски, кои ќе се сретнат во Вашингтон и ќе подпишуваат договори. И најверојатно ќе подпишуваат договори. Овие договори кои ќе ги подпишуваат, од една страна Украина сега вели дека се прифатливи како форма, но од друга страна доколку од политичко-економски аспекти ја разгледате, нели, самата структура, ќе видите дека практично значат поделба на природните ресурси, на минералните ресурси во Украина на два дела. И сега, после 3 години храбро војување, 3 години во кои украинската армија покажа дека може да се носи со руската, русите се уште немаат освоено нешто под 20% се од украинската територија, вклучително со Крим кој го анектираа во 2014 година, но сега на крај очигледно епилогот ќе биде таков што за да нема војна и за да има безбедносни гаранции, Украина ќе се откаже од половина од своите минерални суровини, кои како компензација за досегашната и за идната помош ќе ги даде на САД. И вториот дел е најверојатно де факто, може би де јуре не, но де факто ќе изгуби контрола над регионот Донбас и Русија ќе си биде донаму докаде што има освоено. Прашањето до вас е, дали ова фер кон Украина? Не. Или дали е ова доказ за една империалистичка поделба на оваа земја, затоа што ние гледаме две големи сили како сега си ги делат интересите таму, Европа никој ништо не ја прашува. Да, тотално. Но знаете како, комплетно сте во право, прво ниту еднаш во ниеден тој медиумски дискурс кој провладуваше овие 3 години во дури во екот на најголемиот конфликт, бидејќи таму нели имате денови каде што има фул потенцијал на воен конфликт, понатака имате некоја стагнација, никогаш не стануваше збор за природните ресурси, за минерали, ретки минерали и така натаму. И зачудува и изненадувачки тоа што практично пред финалето, дури јас барав Трамп во својата кампања дали некогаш не има спомнато и некаде за ретки минерали во Украина, околу тоа бизнис нема, што говори дека можеби една од аргументите да се заврши овој конфликт во вин-вин позиција и да се смири американското општество, бидејќи американските даночни обврзници се на крајот од денот тешко оштетени во смисла на преголемо финансирање во Украина, а ефектот е оној како што е Русија, дали има 18 или 20% од територијата, нели не се ирелевантно, говори тоа дека последната порака е тотално иритирачка за човештвото. Украина се најде на менито, не на масата и иритира фактот дека таму се зборува сега за бизнис. Но во геополитиката и во оние наративи каде што Трамп е на некој начин симпатичен, е прифатливо до онаа мера каде што вие треба да бидете свесни дека доаѓа некој нова ера, ново време и каде што големите сили ќе се судираат онома каде што имаат најголем интерес. Украина не е интерес само за ретките минерали, таа поседува само 5% од ретките минерали во зборам во ниво на светот, но на Америка можеби е тој потребен ресурс, затоа што ако анализирате подетално и подлабоко, ќе мора да прифатиме дека нивните стратегии се за 10, 15, 20 години и она што ќе го договорат сега, они го трасираат многу подоцна. И се прашањето зошто се потребни тие ретки минерали. Кои се тие ретки минерали? Но ако анализирате подетално ќе видите дека трката за вештачка интелигенција ќе биде новата геополитички судир и овој ресурс е практично основата, фундаментот за
вкупниот и целиот потенцијал на вештачката интелигенција да формира се потребни овие. Без овие минерали што ги нарекуваме, Не тие можете нови да технологии видите не може да се развиваат. Ќе се обидам сега, ја гледав вчера, сега ја барам во компјутер, дури ја зачував. Инаку Ја најдов мапата на ретките минерали. Да. Сега се обидувам да ја најдам на компјутер. Вчера баш ја анализирав и мислам дека таму има многу интересен комплот на работи. Но чекај само да видам каде беше, еве ги. Значи титаниум, зирцониум, графит, rare earths, не знам што е ова, и нешто има и литиум. Многу интересно е дека никелот, бакарот. да, Тоа се овие сите ретки базични минерали ретки. се таму. Не, овде не зборуваме за никел и бакар, тоа се метали. Ова се ретки минерали за кои се потпишува договор. Во делот на Донецк, односно на Донбас, регионот кој го има Русија, таму има помало присуство, условно кажано, во однос на другиот дел во Украина, но таму има повеќе метали, таму е железарската индустрија. Тоа е тој Таму е базен, челикот. да. Значи, Русија го зема челикот, Америка ги зема минералите, а Украина останува со рацете во джебот. Се обидов да ги прочитам наративите во Украина зошто Прифаќаат. тие прифаќаат, тие велат, па видете, ние и така немаме технолошки капацитети за ова да го Тоа е оправдување пред народ, да го ништо повеќе, да. да го експлоатираме така што овие 50% што ќе ни ги даде Америка се одлични за нас. Украина за жал нема избор. Она ќе користи таков наратив Ова е затоа што неоколонијален договор, да бидеме искрени. Да му кажеш на некој кој ќе ти земам 50% од минералите, од гасот, од нафтата, и за возврат ќе добиеш не безбедносни Пристаништа, гаранции, да, инфраструктура. туку економски гаранции. Економски гаранции се токму ова што го зборувам, претпоставам Златев, во ситуација кога си во војна со Русија, која што објективно е голема сила, е за мене и за секој нормален човек неоколонијален договор. да. И сега Трамп му вели на Зеленски, дојде во петок, потпиши и бриши отприлика. Сега симплифицираме, тоа е го тоа. вулгаризираме, ама тоа е системот и тоа е начинот и тоа е стилот на Трамп. Но да се вратиме на Украина. Украина е срце на Европа. Да не заборавиме дека, нели сега во јавноста владе дебата зошто Европската унија е исклучена, дали ќе биде на Европската унија никој не забрани да се позиционира така како што Америка се позиционира. Можеби нема таа сила и таа дипломатија, но да не забравиме Европа е ментор на договорите Минск 1 и Минск 2, гарантор на тие мировни преговори. Кој пропадна. И за кој Сега- Меркел кажа дека намерно се потпишувале за да се купи време за вооружување на Украина. Да. Ова Меркел го каже, не го каже Љупчо Златев. Така е, така е, така. И затоа што никој не е виновен што сега американците сакаат да го пополнат тој простор. И ако мораме да разбереме една работа во секој случајска дебат, американците ова го работеле можеби пред 5 или 10 години. Нивната стратегија е таква. Долгорочна, го предвиделе тој колапс, можеби го субвенционирале тој колапс на Минск 1 и Минск 2, виделе дека Европа нема потенцијал, во Европа нема генерација која е спремна да војува, Европа има сосема различни проблеми од американското општество. Нивната на Европската унија збориме за потенцијалот за вооружување, за војната индустрија, практично не постои. Да. Обременето Вчера генералот Методи Хаџијанов го рече, практично Европа е невооружена, а и воопшто населението во Европа не е подготвено психички, ментално, како сакате, да се бори. да, се новата за генерација сака да разговара за многу убави Добар прашање, но никогаш и нема да биде спремна да војува. И видите во Европа се случи колапс, имаше мигрантски насилства тамо, општеството не реагираше. Се сеќавате на постпандемијата, на тие жолти елици во Франција, во Германија и така натаму. Таква служба како што е ЦИ, ако тоа го забележи, и сега на американците префрлат, ама зашто вие се мешате во нашиот двор, а вие не сте способни да го менаџирате Кој вашиот те двор. прашува? Вас не ве прашува го- никој. добар коментар има од Бубе Ферира, вели Русија зема територија, Америка минерали, а слава на Украина. Слава наука, тој кинеска една Да. шега. Погледнете го сега ова.
А американците ќе подпишуваат договор со Украина за минералите. Европа понуди свој договор на Украина, исто за минералите, и тоа помина незабележано затоа што едноставно немаше никаква логика некој да се занимава со тоа. Одеднашка Себастијан Лекорн, тоа е министерот за одбрана на Франција, вели дека Франција сака да биде дел од преговорите за минералните ресурси помеѓу САД и Украина. Значи Европа нуди свој договор кој што никој не го рецка, и сега французот Франција унисоно вели ние би сакале да бидеме дел од договор. И ние нешто да копнеме. И ние нешто да нешто да чепнеме. копнеме. Да, Баш така. Да чепнеме и ние Како се нешто. овој Не, ова е не озбилно, не сериозно. Не, но знаете како? Не може ли да веруваме дека овој однос на Трамп практично ќе донесе и своевидно обединување на Европа? Зошто го тврдам ова? Затоа што како никогаш претходно ние гледаме еден унифициран став на Германија со новиот канцелар Мерц изразито, нели, истакнате тој унифициран став со Франција, со останатите земји членки на ЕУ, вклучително дури Италија ми молчи нешто во последно време. И Британија Единствено Унгарија нешто опонира во овој момент преку Виктор Орбан, но доколку му ги тргнат оние етикети на црна овца во ЕУ, најверојатно и Орбан ќе се повлече. А она што е најинтересно, Велика Британија која практично излезе од Европската унија пред 2017, пред 6 години, не, пред 8 години, Велика Британија сега повторно има унифициран став со Европа, што суштински го прави тотално ирационално нивното излегување претходно од ЕУ. Дали ние конечно поради Доналд Трамп и неговиот агресивен однос ќе видиме унифицирана и заедничка надворешна политика на Европската унија? Јас мислам дека кај Драган кога гостував спомнав дека Европа треба да биде благодарна на Трамп и веројатно ќе биде во некое догледно време благодарна, бидејќи он ќе креира политика што Европската унија ќе се свести дека мора да изгради свој потенцијал. Не можете да бидете глобален играч ако немате вие своја Ако сте нечи вазал, најпросто кажано. Европа се доживува кај луѓето кои следат геополитика, анализираат, е прва и последна писта за полетување на, условно кажано, метафорично, американскиот авион. Конечно, мора да имате вие своји ресурси војни, потенцијал воен, да имате заедничка надворешна политика. Колку да е тоа тешко во тој конгломерат и политички спектар во Европската унија, за стратешки точки, вие мора да имате исти став, затоа што американското и китајското и руското општество се претседателски системи каде што претседателот има екзекутивна моќ. Може да донесе веднаш одлука, затоа што во овие геополитички потреси дури и 10-15 минути во одлуките се важни. Мора да се реагира веднаш, а во Европа тоа мора да помине 14 инстанции за да донесеш било каква одлука. Преголема бирократија, не може да биде комперативна, не може да биде конкурентна со овие три големи конгломерати кои ја движат геополитичката сцена во моментов, така да Европа ќе треба и ако е искрена кон себе во смисла на политиките кои треба да ги преземе, треба да е благодарна на Трамп. Трамп ќе натера Европа да биде свртена кон себе. Имаше две резолуции во Обединетите нации. Едната беше американска, другата беше европска. Ние ја поддржавме американската. Да. И треба да поддржиме американската. И сега спонзори бе. Се доброто. Тоа е ваш став. Може би нема да се согласам со него. Ама треба да аргументираме зошто треба, зошто да. Апсолутно. Амбасадорот на Франција, Риголер, вчера изјави вели одлуката за гласањето на Македонија во Њујорк беше неочекувана, потребна е унитарност. И сега прашањето е како Европската унија, која секој ден се жали за мешањето на Трамп во внатрешните работи, те ги поддржувал АФД, те ги ја поддржувал Лепен, те бил преблизок со Орбан, значи постојано ЕУ го критикува Трамп за мешање во внатрешните работи, истото таа Европска унија сега нас не се меша во внатрешните работи. А ако гледаме по градацијата на нештата, тие зошто не се мешаат во внатрешните работи, знаете, вие сте послаба земја, вие сте мала земја, сакате да бидете дел и ние имаме авторитет да ви кажеме што да правиме. Но истиот аргумент
и Америка може да и го каже на Европа. Знаете, со наши пари вие се браните преку НАТО, ние сме поголема сила од вас, имаме поголема армија, едноставно... И ние ќе ви кажеме вашиот одбор како ќе биде што да правиме. решението во Украина. И сега може да направиме една паралела. Зошто Европа не учи од својата неподобна позиција? Тоа станува за науката дебата, затоа што Европа не научи од конфликтот во Југославија, не научи од конфликтот во Косово, во Македонија, никогаш не ја прифати, усвари ја има прифатено, проширувањето на Европската Унија како геополитички проект е во рамките на стратегијата на Европската Унија, но таа атака ги отфрла во моментов. Но да се подсетиме, Русија кога навлезе воено кога действуваше во Грузија, политичка одлука беше Бугарија и Романија да бидат членки на Европската Унија. Како тогаш Европската Унија имаше сенс за проширување, а сега нема. И сега се буни зошто во Западен Балкан државите имаат на некој начин своја стратегија како да обстојат ако некој во Европската Унија им ја затвора вратата. Ја спомнавте Франција, дали она истата Франција која францускиот предлог го менаџираше во рамките на тоа ги нарушува. Почнеме преговори, луѓе, добро, мислам. Не, видете, нема никаква врска со принципите и никакви. И критериумите кои Европската Унија сама да ги наложува до членките кои сакаат да бидат. Францускиот предлог со копенхашки критериуми нема никакви. Можеше. Мене ме зачудува фактот, извини Драган, ве прекинав, но ние не сме членка на Европската Унија за да нас било кој амбасадор ни замери зошто вие сте гласале, односно зошто не сте гласале за нашата република. Затоа што се навикна исто на тоа колонијално однесување, ние сакаме да влеземе, вие сакаке рибнете по нас. Ама и опозиција користи тој наратив, тоа е разбира дека го користи затоа што банален, значи ние сакаме тоа е нивниот начин на размислување. Сакаме да влеземе во Европската Унија. Има ли земја во моментов во членка на Европската Унија или кандидат кој има направено толку многу за тие пристапни преговори за почеток од никој. И сега, уште да завршам мислата и ќе поентирам и ќе ви дозволам. Македонија направи стратешки потек со тоа што сега, користејќи американската проактивна надворешна политика, иако нели у наводници требаше Трамп да има и социализам во смисла на надворешна политика, во фокусот на Балканот е и Ричард Генер ги коментираше во Косово изборите и Трамп даде писмо на поддршка на Вучич. Јас мислам дека го фативме тој моментум и со оваа поддршка на американците кои не условуваат ништо, напротив, безусловно не поддржуваат, ние практично сакавме на Европа да и укажеме, да и покажеме во дипломатски формат, во стратешка смисла дека ние имаме партнер кој ќе се грижи или понатака без разлика на нивните одлуки. Така е. А што е со ставот на главно опозицијски настроените ликови, футуристички дечки, дека Европа на некој начин ќе ни се одмазди заради Види, ова е објективен страв, да се разбереме. Јас општо ги критикувам ваквите наративи, но сега, реално, ние како држава сметам, сега, ова е моje лично мислење. Можеби не сум во право. Да, ние како држава сме премногу зависни од европски проекти, од европски фондови, од инфраструктура, од ЕБРД, од Европска централна банка и така натаму, за да си играме вак. Со сите што ги наброевте сме ги заслужиле, ги спондуваме критериумите. Гледаме дека во политиката не владеат принципи, Украина заслужила да ти дојде ги зема. Ама пошто не владеат принципи, ние тогаш сме застанале на вистинската страна. Ние заставаме задникот таму каде што се мерат, ајде да не кажам што, знаеш, барем според мене. Ама кој е видите која е нашата алтернатива која е? Па да одиме по истиот пат кој што одевме до сега, кој што не покажува резултати, или да се обидеме со нешто друго. Тоа ми е зборот. Не правиме обиди се, тоа е тоа. Ризик е, се согласувам. Се бориме. Погледнете следнава ситуација. Трамп вчера најавува 25% царина на европска роба. Денеска од Европа панично ќе возвратиме тралала, но тој речиси сигурно дека ќе воведе таа 25% царина. Во истиот момент Каја Калас, министерката за надворешни работи на Европската Унија, практично оди во Вашингтон, формално е на некој тамо самит небитен, меѓутоа треба да се сретне со Марк Рубио. Марк Рубио фино лепо ја откажува средбата со неа, со некакво објаснување дека распоредите не биле доколку Европа возврати на овие санкции на Америка. Америка е таа што ќе изгуби. Зошто? Па сега ќе ти кажам зошто. Затоа што
европскиот пазар е генерално најквалитетниот пазар во свет. Точно е, најмногу пари има се уште. Имаш најголема социјална еднаквост во Европа, која ќе ги споредиш сите овакво континенти. Значи ти имаш колку таму милиони луѓе со просечна плата од 2200-300 евра, пример. Сега карикирам, не се до цент точни овие податоци, но европскиот пазар е најквалитетен. Ти за да направиш еден iPhone, тебе ти требаат од 40 земји ресурси, негде треба метал, некој ја прави камерата, некој ја прави. Голем дел од тие земји се европски. Кога ќе воведе контратарифи Европа, iPhone-от ќе поскапи. А после кога ќе се увезува во Европа, тој iPhone ќе биде ужасно скап. Сакам да ви кажам дека не е се така едноставно како што изгледа. И ризиците за американската економија се многу поголеми од ризиците за европската економија. Но затоа што Европа секогаш има алтернатива. Алтернативата на Европа е утре да им каже на кинезите: окей, дечки, тоа терајте, патот на свилата, носете роба. Но доколку Кина го зајакне присуството во Европа, Америка е таа што ќе изгуби. И тука има една, знаеш, на 4 шаховски табли у исто време еден играч игра шах и тоа е многу комплицирано. Така што ова коцкање на Трамп не значи дека е добро. Дали е коцкање? Американски економисти не го пресметале ова. Со тарифите кои ги најавува за Канада и со односот кон Канада, вие ќе бидете 51 со тој понижувачки однос што го има кон Канада. Трамп го спасува Трудо. Што се случува? Трудо беше политички мртов, беше јасно дека на изборите, мислам дека годинава се кон средината или кон крајот, ќе изгуби. И сега вчера гледам на Bloomberg анкета нова, каде што практично се изедначил со конзервативците и либералите се изедначили. Значи природен отпор на со својата реторика ги уништи партнерите на републиканската партија во Канада. Ајде со ред. Дали сметате дека економските стратези во Америка го имаат или го немаат пресметано ова би како тези кои ги изфрлате со логични ваши примери. Но да не заборавиме, Трамп користи soft power, мека сила, и преку економските своји агенди сака да го истакне и да ги промовира и да ги заврши своите политички гледишта кон Европа. Не знам дали се согласува Трамп со овој политички идеолошки формат во Европската унија. Сепак мислам дека он навива за некои други политички струи кои имаат се поголема присутност и во мејнстрим медиумите во Европа, но и кај народот. На крајот од денот спомнавте дека Европа може да се договори со Кина. Европа има проблем внатре. Не знам што се замара со Македонија, нека види со Унгарија, со Словачка, можеби со некои други земји членки кои во моментов имаат други агенди. Спомнавте патот на свилата, а каде ги поминува патот на свилата? Низ кој држави? И кој има контрола на тие држави? Да нема случајно со Соединетите американски држави. Затоа е многу важно. И основата на нашиот разговор беше дека американците се што прават промислено. Трамп не е човек, за Трамп е систем, кој веројатно он има неконвенционален, недипломатски, знае да изфрли било што. Со моторна пила политичар, вие по дефолт мислите дека е будал. Да, но видете, сега таа будала победи сите држави, нели? У Америка. Тоа е демократијата. Сега гласаме луѓето помалку будала. Да, нема врска сега едноставно дошло време. Какви ликови се прошетаа во последниве години по светската сцена да се чуди човек. Ама не, видете, има и друг будала што замина, он сакаше да има трета светска војна. Он беше спремен да овој конфликт се развие до таа мера да никој да не му биде гајле дали во Европа луѓето ќе почнат да дадат камења. Зборуваме за Бајден, така. За Бајден, да. Значи, сакав да ви кажам дека не е случајно што американците вака играат, сакаат да го преструктурираат овој дел за да се судрат конечно со Кина. Имаат американците пресметка во оваа даночна политика што сакаат да наметнат. Штетата сигурно нема да биде само за американците. Бидете сигурни дека Европа комплетно 10 до 15 години се станува зад Америка. Сега никој не коментира и изјавата на менеджментот на Форд, кој е еден од најголемите конзорциуми во светот, дека американското возило електрично застанува 10 години зад кинеската автомобилска индустрија. Неверојатна информација.
Да. Неверојатна информација. Еве вчера Можете да ја изгоглате да видите, значи станува збор за геополитички студии кои не штеди апсолутно никого. Да. Американците се спремни да ампутираат и својата нога, но на крајот да победат во тој геополитички студии со Кина. Бидете сигурни дека Европа само миролюбиво решение. Ова што он брза да го реши со Русија и да го подели тоа. Него му треба мирна Европа, да нема многу трошоци во Европа, на НАТО да не дава премногу пари, фокусот да биде насочен кон Кина, затоа што он виде дека и Европа и Саудите американски држави се она што се инвестираше во Украина воено не успеа да тактички да победат. Русија војуваше со Иран и со Северна Кореја кои имаат примитивно вооружување и во Украина историја сите НАТО држави вклучувајќи и нас огромни количини на оружје тактички војно немаше никаква промена и таа е реалноста. И Трамп и министрот за одбрана во Америка практично говорат дека треба се соочиме со реалноста. Не направивме ништо. Ако се соочиме со реалноста, треба да сватиме дека јас кога гледав на најзападните медиуми, на CNN, на Fox, на CNBC, на MSNBC, кога почна војната во Украина, најголемите американски војни аналитичари предвидуваа дека за многу кратко време Русија може да ја освои цела Украина. На крај видовме дека во 3 години не освои ни 20% од Украина. Ни 15% од Украина. Малце. За сила голема која се представува дека е втора, прва армија во светот, најмоќна армија во светот, овој резултат на Русија покажа дека е ужасен. А второ, според мене, ужасен за кого? По кој параметри ужасен? Ужасен резултат за Русија ова. Они не можат. Они од Донбас кој претходно беше со независни републики, не отидоа ни чекор понатаму. Ама дали има ли стратегија кога говорите за тоа, има ли стратегија каде што Русија има Па има влегува во Киев, десанти прави. И на крај се врати назад. Не, десантот на Киев, бидете до крај реални, почнава неофицијални преговори кои ги имаат признато сите во Истанбул, каде што британскиот премиер Џонсон ја расипува тој договор и Путин тоа го има признато дека му е грешка што ги повлекол трупите од Киев. Руските трупи од Киев се повлечени. Прва работа. Втора работа, руската економија анализирајте ја и европската економија анализирајте, ќе видиме кој е повеќе оштетен. Јас не сум проруски настроен. Јас сум проамерикански, но ја следам логиката на Трамп. Они сфрлија толку многу оружје и многу пари, не поместија ништо. Значи славно се одбранивме. Видите, замена за тоа дека славно изгубивме, славно се одбранивме. 20%. Зошто толку брзо Русија седна на преговарачка маса доколку имаше такви добри резултати и така добро напредуваше, тогаш зошто им одговараше првиот повик за седнување во Ријад да го прифатат, да ја откаже целата своја агенда Лавров и да отиде во Ријад. Вие лепше познавате држава која војува со 30 земји членки на НАТО? Па не војува, не војуваат со Украина. Која е помагана со оружје од 30 земји членки на НАТО. Па со оружјето решава што треба ли да се. На другата страна Украина не е НАТО. Во Украина, ако анализирате кој донира оружје, тоа се сите земји членки на НАТО, најмногу Соединетите американски држави, Германија и Франција. Значи на тој мал дел во Украина има судир, глобален судир меѓу Русија, сигурно кинеска технологија, сигурно севернокорејска, иранска технологија, од другата страна се западните земји. Но ефектот кој е? Русија преговара со територија. Русија преговара со територија која не е нејзина. Значи, тоа е на Путин му се брза. Зашто да не му се брза на Путин? Предпозната ексклузивна информација, breaking news ово утро на Радио Литер. Утринава апсења низ Скопје. Според неофицијални информации се работи за поранешни и сегашни вработени во затворите кои работеле незаконски и биле организирана криминална мрежа. Веројатно се работи за поранешниот директор на затвор во Скопје, Филип Андонов Сокол и неговиот заповедник. Во пријавата се опфатени повеќе луѓе. За прво пријавениот Филип Андонов Сокол, директор на КПУ затвор Скопје, и второ пријавениот Сашко Крстевски, Дзверот му е презимето. Постојат основни сомненија за кривично дело, член 353 злоупотреба на службена положба и овластување, член 372 овозможување бегство на лице лишено од слобода и член 373 противзаконско ослободување на лице лишено
од слобода и член 22 со извршителство. Па Конечно. нив им е наедноставно, од затвор у затвор. Ти патиш од дома. Ние ги вратиле дома. Да, само Ја сменили улога. ја сменили улогата, ништо посебно. Да, добро, не е далеку, како се вика тоа, да се биде или од чувар затвореник. Тенка е линијата. Тенка е линијата, во секој случај имаат огромно друштво кое го познаваат од претходно. Тоа сакам Не да е кажам. толку Ќе биде добро делен. не е толку, знаеш, за нив нема да биде толку лошо, веројатно имаат таму луѓе кои им помагале, па сега тие луѓе ќе им возвратат, ама има и луѓе кои би сакале да им падне сапунот во тоалет. Почитувани слушатели, кратка пауза за реклами, се враќаме назад по рекламите. Уште еднаш ексклузивна информација на Радио Лидер од ова утро. Апсења низ Скопје, според неофицијални информации, се работи за поранешни и сегашни вработени во затворите кои работеле незаконски и биле организирана криминална мрежа која ослободувала затвореници. Во пријавата се опфатени повеќе лица. За првопријавен е Филип Андонов Сокол, директор на КПУ Затвор Скопје, и второпријавениот Сашко Крстевски Зверот. Постојат основани сомненија дека сториле злоупотреба на службена положба, овозможување бегство на лице лишено од слобода и противзаконско ослободување на затвореници. Драган овој прекаров Зверот ми е многу јак. Па некако ми е логично за човек што се занимава со таква работа, што знам. Не, има покажано вака напротив, тие со толку мокро име се најчесто тие што сака сапнот им падат. Инаку има уште една информација од вчера, не од вчера, фактично од утринава е, меѓутоа вчера МНР со одлука ги отповикало Мето Белевски од Брисел, Кралство Белгија, Катерина Ставревска од Лондон, Зеки Рамчиловиќ од Подгорица, Пајва Веровиќ од Допсе, Емил Крстевски од Прага, Јаков Реджепи од Сараево, Агнеса Руси од Софија, Дженк Сейфуел од Стокхолм и Андреј Женовски од Букурешт, Романија, поради неисполнување на членот 39 од Законот за надворешни работи, бидејќи не ги представиле дипломатските тези пред Комисијата за надворешна политика пред да бидат упатени на за ополномоштени амбасадори. Чистка во македонската дипломатија спроведува министерот Тимчо Муцунски. Почитувани слушатели, бурно утро, утро ние мислевме дека светот е бурен, но и кај нас очигледно работиве излегуваат од колосек. Токму ова е моето следно прашање за нашиот гостин од ова утро. Никогаш не сме виделе волку динамичен свет. На дневна база излегуваат стотици и стотици информации, стотици и стотици нови случувања кои може да имаат трајни последици за иднината. Например, во сите свет, кога биткоинот растеше, Драган сеќава сите објава биткан од 100.000 и така натаму, сега во моментов, вчера барем кога последен пат провери вечерта, биткоинот беше $84.000 и е на цена пониска од лани во истиот сега период. тука ќе ме натараш да го кажеме она што го зборувавме пред нова година. Да. Души ти го збореше, ќе бидеме овакво, значи во моментот кога се креваше многу цената на биткоинот, замина над 100.000, ти тогаш рече сега ќе почне касапењето на будалите, затоа што сега ќе купуваат тие наивници, а ќе продаваат тие што имаат памет и што имаат многу пари, и ќе почне да паѓа. Тука имаше луѓе кои што рипнаа, рекоа нема Да, имаш теорија, коментари, а ќе еве оди до 200.000, не знам што. последниот ден ми пишува, па еве нели ќе паднеш, а јас им кажав дека тоа ќе биде во наредните 2-3 месеци, еве поминаа 2-3 месеци и резултатот е тој. Добро. Доста беше фалење за мојата Не, па сега ова е здрава, претпоставувам здрава логика, затоа што следиш, затоа што си се горел веројатно во животот. Човек што изгорел знае, ние што си ќутивеш појање за биткоин, 80.000, 200.000 мене ми е исто слободно, луѓе купувајте. Не сум изгорел. Не, јас со крипто немам изгорено затоа што многу и не си играм со такви шпекулативни балони. Но со еден шпекулативен балон
се случуваат страшни работи. Со на указ на Доналд Трамп се укинуваат 90% од средствата за USAID. Зборуваме за некои си 60 милиарди долари worldwide, како што се вели низ светот. Многу проекти пропаѓаат, вклучително и во Македонија. Во овој момент има една помалку и за мене дегутантна расправа по социјалните мрежи, кај што учествуваат и новинари и така натаму. Меѓутоа факт е дека многу луѓе кај нас децении назад живееле од овие американски пари, од парите на американските даночни обврзници. Сега сето тоа очигледно паѓа во вода со една радикална промена во политиката на Америка, на Доналд Трамп, и става тие луѓе, морам да признавам, во небрано. Да. Па еве и Љупче практично со прашањето околу динамичноста во светот ја начна и оваа тема во праксата говори дека кога се создава еден нов мултиполарен свет, светот е многу динамичен и светот е несигурен. Дури да има траен мир, тоа што Русија инсистира во својата зона на интерес да ја обезбеди, не е гарантор дека конфликтите нема да продолжат, поготово што Бундесверот има стратегија да ја обнови војната индустрија. Ако вие очекувате дека во Европа ќе има мир, а при тоа ќе си вооружувате како пред Втората светска војна, тоа говори дека војските или вооружувањето ќе ја детерминираат. Токму тука ве чекам. Според сите анализи и податоци, доколку Германија го овозможи повторно производството на оружје со научните, индустриските капацитети кои Германија ги поседува, и за може да се активирани, многу важно ќе беше во тој конфликт и превентивна. Видете, Русија можеби немаше да нападне Украина до таа мера ако Германија имаше превентивна улога, имаше силна армија. Но сега видете, доколку нивното производство на оружје и тоа на високо софистицирано оружје се овозможи, Германија самата не сака да произведува, нели, благодарение на поуките од Втората светска војна и така Маршаловиот план, некои сетички. Но доколку Германија го реактивира производството на оружје, Германија може да стане прва или втора светска сила во производство на оружје, затоа што постои индустријски и научен потенцијал за сето тоа. Да, дикулците на војната индустрија после Втората светска војна, Германија е таа која ги воведува практично или во Втората светска војна тие ресурси, таа технологија, но во која смисла практично сега ние говориме, ако Европа сака да биде глобална сила, а треба да биде глобална сила, и тоа е добро и за нас, и за Балканот, и за сите, па и за американците, тогаш американците нема да инстураат многу пари во НАТО за да ги покираат тие недостатоци во вооружувањето на другите земји. Тоа е добро и за Европската унија и Германија, ако сакаат да бидат компатитивни со Русија, со Кина и со Америка. Ова е за мене главно прашање, Милан. Не, Љупче даде многу добро светло во контекст на новите геополитички распределби. Ако германската војна индустрија, оној план што го има со 500 милиарди евра и со тоа знаење и ноу-хауто што го имаат во однос на правење на оружје, тогаш можеме да бидеме сигурни дека ќе има земја членка на Европската унија која, ако ништо друго, ќе превенира конфликти и ќе го чува својот двор. Тогаш можеби руската разузнавачка служба би проценила дека ако Германија е таа која во Минск 1 и 2 договара и е потенцијален и е стратешки партнер на Украина, можеби немало да има ваков конфликт. Тоа е слабоста на Германија, на Франција и другите земји. Прашањето да извинете ве. Европа, имам чувство. Кога зборувам за Европа, мислам на западна Европа објективно, источна Европа е нешто поинакво. Имам впечаток дека од една страна не може да се излечат оценката на Америка. Мислам дека и на ментално ниво не ни сакаат. Ние зборуваме за земји кои што комфортна зона Европа влезе, но они знаат дека има поголем брат во таа комфортна зона, значи извореден стандард, реално извореден стил на живот и заштита од Америка максимална во војна смисла и како сакаме поинеку.
И сега треба да ја напуштиш таа комфортна зона. Тоа е предизвик, тоа носи страв. Што значи тоа? Едно ти да кажеш, ние како Европа ќе си направиме армија. Ние ќе почнеме да водиме независна политика. Ја го поддржувам тоа. Јас сум европеец, јас сакам да бидеме Европа, сакам футуристички дечко. Футуристички дечко. Да. Сакам да меѓутоа стравот, дали ќе може да се носат без Америка? Знаеш како е тоа? Различни доктрини има. Видите, Америка беше осудувана во некои европски кругови кога го нападна, ако се сеќавате, Ирак и Афганистан. Така беше. Но како беше Соединетите американски држави направија коалиција, во првите 4 или 5 држави немаше земја членка на Европска унија во однос на помошта. Австралија, Македонија, Израел, Турција, така, но знаете кој сега ги се тие или кој на некој начин е жртва на тие конфликти? Европа. Секој чест на мирните мигранти, но афганистанци, пакистанци, сирици хараат низ градовите на Европската унија. Доста небезбедни кампуси има создадено, пуштени се на криминална дневна основа. Абсолютно. И Европа ја плаќа цената затоа што има различна доктрина. Америка има доктрина на превентивни акции, да војува ономо каде што си ги штити своите интереси, а Европа ја нема таа доктрина. Европа мора да си ја смени својата доктрина и тоа ќе биде добра за Европа, тоа ќе биде добро за нас, не географски, економски, културолошки, сме дел од Европа, најмногу економски параметри имаме со Европа. Согласувам Стефановски, Мерц вика, господинот иден канцелар на Германија, вели, ние не знаеме НАТО дали воопшто во јуни ќе биде истото НАТО и ние мораме да направиме европски безбедносен систем. Да. Супер. Меѓутоа пак велам, едно е да го кажеш тоа, а друго е да го направиш. Видите, ако вие сте Германија, еве, ја земавме за пример. Сте силен контрибутор во НАТО. Давате пари. И тие се декларирани единици за НАТО. Стратегијата е таква. И сега вие треба дополнително тоа да го правите за европски декларирани единици кои немаат јасен мандат. Тоа е дупло трошење. Затоа што имаме помалку од 10 минути. Ајде да преминеме, Драган, на Балкан. Ти го следиш овој поише со Додик, ти си емотивно погоден од ова Додик што го осуди, му забранија да биде председател. Протести дивеат во Србија, огромни. Италијанците се плашат дека сад ќе се повлече од Косово. Оваа динамика балканска како би ја опишале? По мене, види, вчера се случија две симултани работи. Мислам, американците пред некој ден се повлекува од италијанска војна база. Да. Нема полека се повлекува целосно од Косово. Вчера се случија две симултани практично работи. Додик беше осуден на 1 година затвор и 6 години забрана за бавење со политика во ситуација кога е председател на Република Српска, што само по себе е многу проблематично, значи тој е избран со гласови на граѓаните, а е осуден врз база на тоа што не ги почитувал указите кои што ги донел високиот меѓународен представник Шмидт, се вика, тој Кристијан Шмидт, мислам се вика, или поправете ме ако грешам. Проблемот со тој човек, тој висок представник, е во тоа што тој човек не беше изгласан во Обединетите нации во Советот за безбедност како што вообичаено се правеше претходно. Значи Кина и Русија гласаа против. И од тогаш понатаму Република Српска тврди дека тој човек не е легитимен воопшто за да биде меѓународен представник. А за колку знаете, во Босна и Херцеговина високиот представник има стравични овластувања. Значи тој буквално може да менува закони, може да менува луѓе. Тој е неверојатно нешто. Тој е практично колонијален владател на државата. Постојано од Обединети нации. Да. Колективен светски колеги. Да. Меѓутоа овој човек не е со согласност на членките Совет за безбедност 2, Русија и Кина. Во Сега ќе го апсат ли Додик? Има право на жалба, сега има тупење. Апелации, нема да го апсат. Меѓутоа, направија со тоа една гадна ситуација, затоа што сега Република Српска прогласи дека веќе не ги признава институциите на Босна и Херцеговина, дека веќе судот не го признава. Не знам, вчера Вучич отрча во Бања Лука да дава поддршка. Сега читам ќе има тродневна седница без прекин која што ќе се однесува исклучиво на таните во Босна. Значи се создаде една тензија според мене тотално непотребна. Во ваква ситуација на кого му требаат вакви работи? Од друга страна, уште еден момент. Вчера го апсат, го приведуваат Калин Ѓорѓеску.
тој оној романски кандидат за председател кој што водеше на првиот круг на изборите и кој што ќе победеше очигледно. И Андрю Тейт го протера од Романија ово утро. Да, Андрю Тейт е друга приказна. Значи Карин Ѓоргиску, човекот, не знам, ваков, таков, секаков победи во првиот круг. Најпрво ги поништија со одлука на Уставниот суд, а потоа го приведоа ликот со обвинение дека трошел незаконски пари, дека најверојатно му го подржувале русите, дека користел недемократски методи и така натаму. Значи овие два случаи се одвиваат симултано, напоредно. Некој велат дека ова е суди меѓу глобалистите и суверенистите, односно дека онаа стара Америка, која што се уште ги држи конците низ некои европски центри, заедно со европските елити се обидуваат да се пресметаат со тие што им пречат. Има логика. Милан, финален заклучок, анализа околу ова со Балканот и нешто и за Македонија слободно? Да, ова што го спомна Драган и претходно случувањата во Грузија, мислам дека добивам печаток дека Трамп симпатична му ја АФД, Мари Лепен, очекува некои разврски кои Да, има излегуваат информации дека сериозен притисок се прави на Мерц да коалицира со АФД. Игра на карта да направи своја политичка идеолошка компонента која ќе биде најблиску до неговите гледишта во светот. Тоа е резултатот на ова што се случува низ некои точки на Европа, затоа што ќе има некоја борба меѓу Европската унија и Трамп во смисла на контрола на теренот, тука е и Западен Балкан. На Трамп му се поклопуваат коцките Македонија, Србија, Унгарија, еве Фицо во Словачка, таа е нели новата Европа која има фул потенцијал и во наталитет и во војна индустрија. Тука е Полска, ќе имаме со промените во Романија, значи цел оној базен на граница со Русија, таа тампон зона на новата и старата Европа, практично и сега е про Трамп настроена и затоа и Трамп со своите чекори во смисла на базите ќе видат една голема база во Полска и во Германија и ќе продолжи се меша во изборите во Франција и во Германија и ќе сака Европа мокна, силна, комуникативна со Русија и идеолошки добро синхронизирана со неговото гледиште и натаквотат процесите. Западен Балкан за секоја земја посебно ние добро чекориме, имаме добра стратегија. Напокон, после 30 години, треба да напуштиме тие догми дека само еден центар и една врата ви носи перспектива. Моите предвидувања се дека Вучич даде некаква подршка преку писмото до Вучич и таму се намалени тие протести. Се говори дека првата посета на Трамп ќе биде на Експо во Србија, во Белград, на Балканот. Може би уште шпекулација, но тоа ќе биде силна порака до суверенистите, а точките Гренел, Косово, Босна и Херцеговина и други точки каде што имаат се уште политички нерешен формат, ќе бидат користени од глобални центри на МОК и во Европската унија заради позиционирање кој ова практично ќе димензионира и европската политика. За Македонија има јасен правец, премиерот и ВМРО ДПМН имаат јасен правец во надвршниот политички дискурс. Ова што се случува со борба организиран криминал ќе говори тоа дека има стабилност и мир и тоа е тоа прилика. Ви благодарам и на двајцата, одлична емисија ово утро, одлична анализа. Почитувани слушатели, тука негде се одјавуваме. Во меѓувреме, уште еднаш ексклузивна вест ово утро, уапсен поранешниот директор на затворот Скопје поради тоа што најверојатно ослободувал затвореници. А зошто би ги ослободувал освен за пари? Не, дека е љубител. Да. Останете со 98,1 FM, се гледаме повторно утро, каде што ќе чуете кому ли ќе му запее овој пат Аги Јонус.